Често тие тактики за обичниот народ не се докрај разбирливи и не се докрај јасни. Тие се делат на суптилни и на директни. Така да можам да кажам, еве дел во Прилеп како се влегуваше со отварање на нови рудници, со откуп на приватните земјишта околу точката која е дадена под концесија, како со локалците пробуваат да бидат добри и сладки, фини луѓе од странство кои дошле да помагаат, да прават патишта, ако треба некој проблем да се реши, да се даде на рака готовина и така натаму, па се до корупција на високи, ако можеме да ги наречеме високи политички личности од државата. Дел од така нареченото рударско лоби има луѓе со секакви професии и од сите бранши, и можам да кажам од сите класи, од сите градови во државава, почнувајќи, ако би почнале од повисоко, значи најголемите лобисти се овие, да ги наречеме, наши политичари, а нивни служители, така да до луѓе кои се припадници на обичното население, неносители на државни чинови или државни функции воопшто, до учесници и припадници на државните институции и така натаму. Но ги има многу. Ќе спомнам само еден факт, рудниците посебно кои се за металични руди, злато и бакар, претежно кај нас најмногу се намерачени странските окупатори за таков вид на рудници, се јако штетни, пошто таму се прават огромни складишта, базени или можеме народски да ги наречеме мали езера со цијаниди и отрови, кои ги загадуваат и подземните води и почвата, значи со десетици и десетици километри околу таа точка, а исто така со испарувањето и во воздухот, и сите тие отрови, значи било по кој пат, дали по пат на земја, дали по пат на храната која расти во истата земја, дали по пат на воздухот, дали по пат на водите кои ги пиеме или ги користиме можеби и за технички потреби, но тоа треба да ни биде јасно колкави фатални последици носи.